pikpamjet e tij mbi situatën e krijuar. Go pokanuam da vi se obrati gospodinot Иван Величковски. Повелете. Благодарам. Ќе се обидам денешниот настан да го искористам за упатување на неколку пораки кои нема да се однесуваат толку на документот само кој што денеска го презентирате, туку за да ги отвориме темите кои што се докрај потребни за сите нас, вклучително присутните овде, но и за целокупното општество кое денеска е се поподелено. За почеток дозволете да ве разочарам. Мајоризацијата, како што е применувана над албанската заедница, не е прва. Првата мајоризација која е применувана е над македонците. И таа мајоризација која во изминатите 80-ти на години е спроведувана од страна на мала, во еден период моноетничка, во еден период монопартиска, а денеска е неколку партиска структура која што во основа има за цел држење на контролата на општествените текови, на меѓуетничките односи, на односите меѓу македонците, врз основа на чување на туѓи пари на југосоветската тајкунерија. Заради тоа дозволете на почетокот да упатам точки кои што се интересни и битни и слободно можеме да кажеме во согласност со потребите и на македонците, и на албанците, и на турците, и на бошњаците, и на власите, и на ромите, и на србите, и на бугарите, и на хрватите, и на црногорците, и на словенците, и на египтјанците, на сите етнички заедници кои се присутни во Република Северна Македонија. А тоа е борбата со корупцијата, која секогаш станува второстепена во услови кога треба да настане повторно сакате политичка, сакате етничка мајоризација. Во таа смисла, нешто што денеска не беше спомнато, но треба да биде поздравено, е идејата за ветингот. Идеја која што во одредени периоди ја имаат поддржувано и споделувано мнозинството политички партии во Северна Македонија. Ако е во 2019 предложена од СДСМ, да речем, ако е денеска предложена од ДУ или од Европскиот фронт, практично ќе забележиме дека само една партија, ВМРО-ДПМН, не ја поддржува во континуитет. Кога зборуваме за ветинг, дозволете една сугестија. Ветингот да не се однесува само на политичарите, туку да се однесува и на судството или правосудството, да се однесува на прибирањето на парите во медиумите и медиумската собственост, односно структура, и воопшто да влеземе длабоко во прекинувањето на нишките на контролираната држава или киднапираната држава. Затоа денеска со задоволство присуствувам тука за да го одбележиме денот кога е потпишан рамковниот договор, затоа што неговото потпишување значеше нова етапа во Северна Македонија, во која за прашањата кои се од заеднички, но и од етнички интерес можеме да зборуваме слободно и отворено. Во таа насока, во право сте дека за овој ваш предлог ќе се дискутира и тоа како во следните недели. И тука сум и за да го охрабрам истото, но и во исто време и да порачам како македонец дека борбата за равноправноста не е само интерес на албанците. Борбата за равноправноста е интерес на македонците, затоа што народ кој е сигурен во себе, човек кој е сигурен во себе и својата припадност ја носи како своја припадност, не за инает кон некого, туку затоа што така се чувствува. Само тој човек се бори за слобода, еднаквост и рамноправност. Во таа насока, дозволете да преминам и натаму во коментарот кон рамковниот договор и неговите елементи кои што ги содржи, вклучително и кон социјалноста по одредени прашања. Рамковниот договор, како и сите устави од 1946 наваму на Демократска федерална Македонија, на Народна република Македонија, на Социјалистичка република Македонија, на Република Македонија и сега на Северна Македонија, сите ја почитуваат унитарноста како потреба на македонците.
Македонците исто така тоа го нотираат и нормално се среќни што го имаат разбирањето на своите сограѓани. Во таа насока, дискусијата за овие прашања треба да ја наведеме и кон тоа како да зборуваме за функционална децентрализација, вклучително сите форми за кои што можеме да обезбедиме брз, успешен и слободно може да кажеме рамномерен регионален развој. Натаму да зборуваме за прашањата за тоа како да ги подобриме функционирањето на институциите и сето ова што го зборувам може да ви звучи шокантно повторно, но ова го застапувам 10 години и денеска го представувам како утврдена платформа на движењето за нова република. Така што ве молам во гледањето на овие прашања да ги отвориме и да ги адресираме сите оние кои можат да придонесат кон одржливо решение, имајќи ги предвид не само нашите етнички карактеристики, не само нашите демографски моментално расположливи статистики, туку и оно што ќе значи економска одржливост и можност за напредок. Не би сакал натаму да филозофирам, бидејќи така ќе се доживее ово, но можам да зборувам дека ние имаме потреба од конкретизирање на прашањата и за сите овие прашања кои што ги отварате денес. Легитимно е, потребно е да зборуваме, а верувам дека за многу од нив и ќе се согласиме и ќе се разбереме. Се надевам дека ова е доволно за вовет. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Величковски. Tani falenderoj panelistat për diskutimet e tyre dhe elaborimet precise mbi